Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич на Радио Слободна Македонија. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Радио Слободна Македонија и Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Четврток од 17 часот и сабота од 11 часот. Добар ти ден, Македонија. Добар ден, почитувана публика. Добродојдовте во ова саботно издание на Радио Слободна Македонија, односно Гласот на народот на Националното радио, Радио Слободна Македонија. Да бидам искрен, денешното саботно издание го посветив за и околу случувањето во државата, имајќи факт дека во овие изминати дена веќе Македонија го добива новите контури, да речем, на политичката активности, имајќи факт дека дали ова што се случило во изминатите 72 часа или 80 часа ќе донесе нешто ново во државата или дефинитивно ќе даде вистинската слика од сценариото, од тој филм, да го речем како што вие спомнувате, почитувани, во тој филм на случувањата во државата. Поточно, Македонија и покрај експертската јавност даде, која категорично анализира и вели дека нема потреба втор мандат. Уставот е многу јасен и дециден. Мандатор е еден, победник е еден. Не можеме да имаме двајца победници. Во фудбалскиот тим меч се знае која добива играта на резултатот, која ќе биде победнички. Денеска сум со неговата екселенција Кристијан Тимони, амбасадор на Франција во Република Македонија, за вас познат, мој добар пријател, во Гласот на народот, да посакам добар ден и добродојде. Добар ден, драги публики, добар ден. Благодарам Жаклина Поп Ангелова. Да, ти благодарам, Жаклина. И денеска е со нас, значи професионален превод, да уживате и да слушате. Ваша екселенцијо, во интерес на времето што и да ги поздравиме почитуваните од Вучков, мој драг пријател. Те молам, че ми дадеш само повторно од името Дине Вучков, да, кој ќе се грижи за вас доколку поставите прашање. Значи, одиме почнуваме Македонија во нова фаза на релаксација или нова блокада по добивањето на мандатот на Зоран Заевот, председателот Иванов. Амбасадоре, ова е прашање што пристигнуваат од народот, имајќи факт дека нема да ги вклучам гледачите ради прашањата што се скоинкорпорирани во интервјуто, затоа ќе велам се прашање на Гласот на народот. Дали имаме нов амбиент у државата или нова криза со давањето на мандатот на Зоран Заев? Eh bien, bonjour d'abord. Најпрвин добар ден. Et je dois dire que je partage Сакам да кажам l'atmosphère générale de дека ја споделувам генералната relaxation, атмосфера de soulagement. на релаксација или олеснување. Et j'ai failli ne pas venir ce matin И за малку и не ќе дојде футринава, parce que je me suis dit, mais les затоа што си Macédoniens кажав, ont supporté pendant déjà македонците plusieurs mois веќе повеќе une crise месеци qui n'en finissait се plus. соочуваа со Est-ce que криза je која vais што не encore, завршува, rendre leur samedi а дали јас ennuyeux et уште terrible. и оваа сабота да им ја направам ужасна. Et puis, je crois qu'il faut savoir partager les bonnes Но мислам nouvelles дека avec треба ses да amis. знаеме да ги споделуваме убавите новости со своите пријатели. Et je pense que c'est une bonne nouvelle И мислам дека ова навистина добра новост. parce que tout simplement Зашто? cela montre Затоа што со тоа се покажува дека македонскиот политички систем има успони и падови и кризи, но функционира. И тоа е слика која што е многу важна за европската јавност исто така. Но и да покажеме дека оваа земја која што минува низ тешки фази, но на крај завршува со мудрост која што победува. Веројатно имаме еден колаж, еден огромен број на прашања.
Вие сте прекрасен соговорник, да почитуваните, само да прочитам на брзинка вашата богата кариера. Амбасада, значи 84-та година бевте во амбасадата во Кина, потаташе за култура во Пекинг, исто 87 година во Централна администрација во Париз, втор советник на амбасадорот во Франција, 94-та во Белград, па во Киев, Украина, па повторно во мисијата за верификација на опсена Косово 98 година. И морам да ги запознам гледачите, бидејќи ме замолиле моите соговорници, особено дипломатите, да ги представам. Значи, прв советник во амбасадата на Франција во Белград 2000-та, генерален конзул директор Францускиот институт во Солун, пак во нашето соседство. Бевте во Италија, во Неапол, генерален конзул и директор на Францускиот институт 12 година, советник на институциите за јавен интерес, мисијата за 100 годишнината Првата светска војна 14-2014, мислам 1914, од септември 2015 и вонреден ополномошен амбасадор во Скопје 2016 година. Интересна, богата дипломатска кариера, што јас ја поздравувам и затоа веќе ве замолам во името на се ова, што го имате како еден богат колорит на дипломатска искуство. Верно да ми даете добри одговори на прашањето на гледачите. Амбасадоре, нашиот прв човек на државата или господинот Ѓорѓе Иванов бил меѓу навистина два огна. Огнот на тоа што му се врши притисок од нашите пријателски држави Запад, во една оркестрација, народна забелешка, доти домаќин сте вие, како и јас во својата куќа. Не може никој да ни наметне ставови како ќе биде куќиниот ред во својата куќа, во соседната куќа. Ние сме тие што го дефинираме. Се оно друго е желба наша, ако гостинот или пријателите сакат нешто да ни предлагат. Но оваа ситуација беше, според народното мислење, еден вид повторно руски рулет. Ако не ја завршиш таа работа, онда ништо од вас. Затоа председателот на државата побара гаранции од албанските партии, вклучувајќи го и Зоран Заев, кои се губитници, амбасадоре. Да бидем искрени, нови избори се губитници. Значи, СДСМ има 49 мандата, сите партии на албанците има 20. Политичка партија која се вика ВМРО ДПМН е 51. Затоа реков, во ферплејот, морам овој коментар го дам, во ферплејот кај минатиот пат, победник е ВМРО ДПМН. Но, еве Франција имаше, но да ви честитам за новиот председател и очекувам дека наистина ќе направи на ренесанс во Франција. Јасно беше дека госпоѓата Мари Лепен не можела да оди и изгуби. Немаше резултати. Што би се случило ако Мари Лепен дојдеше на власт со помалку гласа од актуелниот председател, нели? Или да се вршеше притисок од страна на Доналд Трамп, Путин, кинескиот председател, вашата комшика Ангела Меркел, и да рече не, ќе дојде Лепен. Ова е, пак велам, ве замолувам во името на народот, прашање од народот. Зошто се врши притисок по секоја цена во оваа ситуација да дојде партија која е изгубила и покрај тоа што ќе ме рече тоа е мнозинство. Но евидентно е дека, Ваша Екселенцијо, се гледа, значи, од Вселената, дека не е по волјата на македонскиот народ. Ова е наметнат, октруиран политички амбиент. Il y a beaucoup de points dans votre question во вашето прашање. et qui est déjà une vision constitutionnelle particulière. За посебна уставна визија. Mais Но, je ne suis pas expert dans ce знаете, domaine. јас не сум експерт во таа област, D'abord, je veux vous dire но најпрвин, que ке j'ai сакам да ви un profond кажам, respect pour le président дека Ivanov. имам навистина огромна почит кон председателот Иванов. Je ne le connais pas, mais il a eu la gentillesse de m'inviter une fois pour un assez long déjeuner. Инаку, знаете, нема да скријам ако кажам дека тој беше љубезен и еднаш ме покани на долг ручек.
Ce n'est pas quelqu'un qui se définit par les pressions qu'il И subit. не станува збор за некој кој што ќе се дефинира врз база на притисоците кои што ги добива. C'est quelqu'un qui a Но en станува vue, збор за très некој. sincèrement, j'en suis certain, И l'intérêt навистина national. сум убеден дека во преден план го има националниот интерес. La situation après les élections a été celle qu'elle était. Состојбата по изборите беше таква каква што е. Il a cru И тој devoir мислеше дека demander des éclaircissements се необходно е да побара појаснувања aux partis politiques кај политичките партии, qui, pour le second d'entre eux, avaient reçu, pouvaient recevoir le mandat. затоа што за некој од нив беше возможно да го добијат мандатот. Il a obtenu ces На второ место, clarifications тој ги доби тие појаснувања et il a fini par donner И le потоа, mandat. Et на крај го даде мандатот. je dois dire que И certains морам да кажам дека de ses conseillers ont appelé mon некои од attention неговите советници sur le ме fait que го повикува ces моето внимание déclarations врз фактот што étaient très claires depuis неговите toujours изјави од секогаш sur les биле многу conditions јасни во qu'il однос на mettait. условите кои Et што тој donc, ги поставува. qu'il y ait eu И des conseils, qu'il y ait Може би eu тој des добивал и discussions совети, имал и avec, разговори avec les alliés stratégiques со стратешките нели de la Macédoine, сојузници c'est-à-dire на Македонија, тоа значи c'est-à-dire les États-Unis, дека la Turquie, од страна на l'Union Соединетите européenne, Американски l'Union држави, européenne. Турција, C'est Европската tout à fait унија. normal. Сосема е нормално, Depuis знаете тоа. 1991, ce Затоа pays, што од pour le meilleur et pour le pire, vit dans un dialogue 1991 permanent година оваа avec земја за des добро или grands за alliés. лошо живее во перманентен диалог со своите големи Parce que сојузници. sa Зошто? voie est Затоа celle што vers l'Union européenne нејзиниот et пат vers е кон l'Alliance Европската Atlantique. унија Et и кон là-dessus, Евроатланската les grands, алијанса. les grands, И тука ќе partis кажам sont дека tous les deux големите d'accord sur ce point. партии C'est un се des points sur согласни lesquels- околу sur тоа, lesquels затоа што les станува збор за Macédoniens прашање sont за кои што unanimes. македонците се Donc, едногласни. Qu'il y ait des И discussions потоа, avec les ако има pays различни amis, преговори со je ne pense pas пријателските qu'on puisse земји, parler, мислам de дека pression. тогаш тие не може да ги И сметаме се за не притисок. paraît pas respectueux И воопшто envers тоа le не chef ми de се l'État. чини ниту пак основано во однос на председателот на државата. Le deuxième point, c'est Во sur однос на втората l'interprétation точка du ќе ви gagnant. кажам дека оно што вие го интерпретирате како победник на изборите, Je ne suis pas ќе ви macédonien, кажам дека јас се разбира, Je не ne suis сум pas expert de македонец droit и не constitutionnel. сум ниту експерт по уставно mais j'ai право, simplement но constaté сепак констатирав que le premier mandat avait дека été donné првиот мандат беше à даден un premier parti, на една прва партија, au président d'un premier parti, на председател на една партија qu'il y a eu des discussions qui и ont été потоа faites навистина следуваа et qu'elles n'ont pas преговори été- qu'elles n'ont pas été conclusives, кои што сепак не дадоа et разрешница qu'ensuite и потоа il apparaissait dans la règle des choses à сепак beaucoup, според правилата et à на une partie нештата aussi de им се l'opinion чинеше на macédonienne, големиот parce que дел le на peuple луѓето, est fait особено од aussi широката јавност, d'opinions затоа што différentes. и Et кај јавното мислење que постојат le различни deuxième ставови pourrait дека tenter sa втората chance. партија може да ја добие C'est une својата pratique шанса. très Тоа е навистина répandue практика dans која les што постои démocraties во parlementaires парламентарните de l'Union демократии européenne во Европската et qui унија entre tout и à fait dans les кои critères што que vous savez, сосема on се appelle во les согласност critères со de Copenhague, Копенхашките qui sont les критериуми, critères а тоа de се base критериуми du кои што се rapprochement, основни за européen. европското А приближување partir du и од moment où se моментот forme une нели кога majorité ќе се основа едно мнозинство, qui a la possibilité мнозинство кое што de има gouverner, можност да владее, elle a sa forme de тогаш légitimité, puisque таа l'addition des има voix свој виден легитимитет, затоа што des сепак voix збирот на гласовите des citoyens на lui граѓаните donne, им une даваат légitimité. одредена легитимност. Alors après, le А chef потоа, de l'État a posé шефот на државата des questions qui étaient, постави одредени прашања, qui regardaient прашања le respect de la Constitution во однос на кои ќе треба да се почитува и уставот, qui avait но исто donné така lieu и други à des прашања contestations кои што et à des questions предизвикаа одредени dans l'opinion оспорувања кај јавното Je n'ai pas мислење me- и лавина на je n'ai pas прашања, me но знаете, prononcer јас тука sur ce point, нема да car се j'ai изјаснувам за таа entendu des точка, hommes затоа politiques што de сум grande valeur слушнал ici голем et број на très политичари expérimentés кои што avoir des играат idées très огромно différentes искуство sur ce овде, да sujet. имаат различни Donc, ставови le за тоа président, прашање. И dans ќе кажам son- дека dans- председателот
во рамки на својата одговорност одлучи да го превземе тој пат кој што беше задоволителен и потоа на крајот го додели мандатот на нов мандатар. И ќе видиме впрочем како тој мандатар ќе продолжи на својот пат, затоа што има еден пат кој што е сосема нормален за основање на влада помеѓу партиите и собранието. Значи, тој пат ние ќе го следиме со огромен интерес и за нас станува збор за пат на одредено нормализирање на односите. И се разбира дека ќе има потоа и мнозинство и опозиција. И опозицијата има своји права и ќе треба нели да ги ужива тие права. Шефот на државата како улога на арбитар, бидејќи избрана непосредни избори, му дава одредена легитимност, но и одредена сила, и тоа е навистина нормална улога на самите институции. И мислам дека треба македонците да избегнуваат да се обвинуваат постојано едни против други, затоа што еден ден добиваме избори, но друг ден и ги губиме изборите, и тоа е навистина сосема нормално. Со оглед дека имаше широк коментар, пак речем, ова се коментари на народот. Дозволите ми ја само да ги пренесувам. И верувам да ви интерес на времето ќе имаме по-вака директни кратки одговори да можеме да дадеме повеќе. Тоа што очигледно е, Ваша Екселенцијо, дека имаме изборен инженеринг или измама. Значи, Тиранска платформа или документ, кој ние не измисливме, ни јас, ни вие, туку беше дефинирана во кабинетот на Еди Рама, премиер на соседна држава, во кој кабинет има карта на Голема Албанија. Значи, тоа е покажано, потврдено, но сите аналитичари на Албанија, опозиција потврдуваат дека станува збор за документ кој се вика Тиранска платформа. Опасност по територијалниот интегритет, суверенитет, унитарност и све што значи национални белези на државата. Затоа претседателот на државата и сета македонска јавност во сите овие изминати денови, 70 поточно, заедно со иницијативата за заедничка Македонија, организира мирни протести да речат не на никаква тиранска платформа или слични документи. Од друга ситуација, претседателот побара подписи и гаранција дека нема некој да рече да за тиранската платформа, односно да направи редефинирање на Македонија. Ние видовме една навистина гротесна, пак новинарска забелешка на народот, човек кој се вика, кој по секоја цена сака да биде премиер. Него видовме како што обично иде у друштво со госпоѓа Шечеринска, со господинот Оливер, значи тоа е јавно мислење, јас сам пренесувам. Го видовме Зоран Заев кој дошол и натаму по секоја цена да биде премиер и без подписите на албанците, односно на лидерите. Дојде само едно обично ливче во кое вели како рецитација дека јас тоа нема да дозволам. Кој ќе ни гарантира? Кај се подписите? Зошто нема подпис на албанците? Бидејќи утре албанците ќе речат ние не дадовме никаква гаранција. И деците, нема тука што да дискутираме. Дали НАТО Македонија треба да биде ставена меѓу чеканото и на ковалната или да биде ставена повторно во еден притисок или повторно ваква ситуација која веќе имаме видено? Vous faites plus un commentaire qu'une question. Повеќе коментар од прашање ова вашето? Беше рекол народот, представете ли? Et je ne peux que difficilement réagir à ce genre de Навистина choses мушне тешко ќе може да реагирам на ваков тип на ситуација, односно да излеза надвор од функциите кои што ми се доверени во областа на внатрешната политика во Македонија. Можам само да констатирам само една работа, а тоа е дека шефот на државата сметаше дека тој документ е доволен. И како што јас кажав и веќе ја познавам неговата приврзаност, која што е толку јака, кон унитарниот карактер и интегритетот на својата земја. Забележувам само дека тој документ му се чини како доволен. И ќе кажам исто така дека во сите разговори кои што јас сум ги имал со различните политички партии, затоа што нели сме во постојан контакт со
partis politiques. Со сите политички партии. Nous sommes tous intervenus, je crois, Сите мислам дека Како интервениравме амбасадор како европски амбасадори sur le fait que nous soutenions врз основа на une фактот дека Macédoine поддржуваме unitaire Македонија која што е унитарна et une Macédoine и qui protège Македонија les која droits што de tous ги ses штити citoyens правата на сите dans le своји cadre граѓани de sa во рамки на constitution својот telle устав qu'elle est. таков каков што е. Et donc, И- si intervention étrangère il y a, Ако постои нели странска интервенција како што велите, elle est certainement en faveur de la таа stabilité. е сигурно во прилог на стабилност. Nous sommes tous Затоа што intervenus dans cette région. Сите Nous y avons même интервениравме parfois во perdu овој des soldats, регион, comme vous понекогаш le savez. дури сме загубили и војници, како што знаете. Et nous ne sommes pas Oui. des incendiaires. Ние не сме подпалувачи на огнови, Et nous comprenons que c'est une затоа што région разбираме fragile. дека станува збор за кревок регион. Encore une fois, le И peuple уште еднаш est ќе fait кажам de- дека de народот nombreuses- е составен est fait de nombreuses aussi opinions. од различни спротивставени Et мислења. qu'il y a И- aussi les opinions Понекогаш ги имаме нели и des autres partis размислувањата пак et- на et другите des autres- et партии des autres communautés. и на Et другите c'est заедници. l'agrégation de И сега toutes тука ces збирот opinions, на de сите tous ces тие votes, мислења qui и fait гласови la volonté générale. се удраз на генералниот интерес. Амбасадоре, рековте кревок регион, јас ќе речем палијативен регион. Значи палијативен, значи ова е буре барут. Балкан е буре барут. Информација доаѓа дека 1500 амерички војници се веќе во Бон Стил. 4-5 дена веќе се пристигнати у Бон Стил. На 11 јуни се очекува вонредни избори во Косово. На 27 април ослободен истиот ден кога тука во парламентот се случи тој немил настан. Рамуш Харадинај, кој важи за еден навистина екстремен, тоа не политичар, екстремист. Значи, обвинен за војни злосторства. Од друга ситуација имаме Зеледин Селе, кој најнаш го испари го нема од Македонија, да речеме Сокол на некаква рехабилитација. Дали, ова не е параноични прашања, се будни прашања, значи сепак трезвени прашања, дали некој сака навистина да се поигрува со Балканот и да создаде една нова дестабилизација на просторот. Пазите, ве молам, ве прашам од интерес, бидејќи скрајна е, ако се запали Балканот, ќе се запали Европа. И конечно уште ова, дали не да инсистирам на прашањето, меѓутоа логиката е, инсистирате нон-стоп на тој пржино, ја што речем Охрид 2. Охрид 2, Охрид 3, се крстат пржино, бидејќи пржино беше. Ова беше Охрид. Таму имаме 4 подписа, плюс имаме од господинот Хан, кој исто така ги менува изјавите, некојаш вика така, некојаш вика вака. А што ќе речем за лидерите на албанските партии, албанските македонски партии, каде и нема подпис. А вчера го гледам господинот Ахмети, се јавува, дава отчет, пренесуваат весниците, му се јавува на американскиот амбасадор и на господин Богар. Дали Македонија е протекторат или независна држава во која треба да се почитува уставот и правото и волјата на народот? Дадов еден поширок коментар, ви молам да разговараме чисто вака најпрофесионално и затоа би ви молам дайте ми една поширока анализа за сето ова. Реков дека има стравување дека во јуни месец можеби да дојде до големи пореметувања на стабилност и безбедност. Oui. Je partage votre point de vue sur la. Го споделувам вашето гледиште во однос на кревкоста на овој регион. И ќе ви кажам дека јас бев, знаете, на влезот на собранието ноќта на 27 април и навистина почувствував дека таа кревкост може да се појави во Македонија и сакав нели повторно да се навратам на зборовите на еден од моите пријатели, затоа што станува збор за личност за која што имам голема почит, станува збор за еден пратеник од ВМРО, ДПМН, кој што ми рече да му благодариме на небото што господинот Села не беше убиен, затоа што можеше и да биде. И со тоа земјата
ќе се распарчеше, односно ќе имаше на вистина сериозни потреси. Јас го цитирам него затоа што тоа покажува дека треба сите на вистина многу да внимаваме во однос на нашите постапки. И дека сепак сите протести со најдобра желба и волја да се понекогаш може да излезат од контрола и да се пренасочат кон настани кои што излегуваат надвор од секаква контрола. И затоа не се наоѓаме сега овде во чиста реторика или платформа, но или во фактот кога или едниот или другиот ја посакуваат власта и покрај тоа е сосема нешто нормално, затоа што политиката е желба да се стигне до власт и понекогаш и да се практикува таа власт. Но треба да размислуваме на генералниот интерес, дека тоа треба да биде на прво место зачувувањето на земјата. Може да се случи само преку добро согласување меѓу заедниците и преку дискусија, а не преку насилство. И тоа е нешто што е од суштинско значење. И станува збор за работа која што е вистинска за сите земји од Балканот, но исто така и сите земји од поранешна Југославија, затоа што видовме земји кои што превзедоа пат кон Европската унија, но по неколку потешкоти кои што успеа да се стабилизираат и постои на вистинска интеракција помеѓу различните заедници која што добро се спроведува или барем без насилства, а има и други земји кои што го имаат тој проблем. И во тој случај не треба да се додава масло на огнот, бензин, извинете, на огнот. И одговорноста на политичките партии и на председателите на политичките партии е многу важна. Бидејќи зборуваме за Македонија, ќе ви кажам дека бев многу загрижен таа ноќ на 27 април и да им оставиме на историчарите точно да ни кажат што се случувало и зошто и како, но едно е јасно, дека заклучокот е дека таа ноќ Македонија беше на вистина на многу лош пат. Учествував во многуте, зборуваме пред емисијата, во овие мои 35 години во мас медиуми или 26 години во независна Македонија, целиот живот го посветив за Македонија. Значи сведок сум и за битбазарски настани, и за војната у Косово, и 2001, и територијалната подоба, значи тоа се големи тектонски движења Македонија. На 11 или 10 август, исправете ме, беше Карпалак. 2001 година. А на 13 подпишан рамковниот договор. Првпат ова анализа ви ја кажувам вам. Значи се случи тој немил настан за да се подпише Дейтонски. Малте не, такви се Дейтонски, сите договори не се за прекин, не се за завршување, за прекин. И Дейтон, и Охрид, и Кумановски документи и така натаму. Значи се постава прашање, дали ова некој сценирано сценарио, едно планирано сценарио, да се случи овој настан, за да дојде до се тоа, да се трансформира како што беше Карпалак, знаете, и како се несуваше исто членови на социјалдемократите кои беа во широка коалиција, значи за тој настан кој денеска историјата ќе потврди. И конечно работата ми е, до кога Македонија, ако е точно, ќе биде жртва на такви, тоа не се конспирација или се факти. Значи тој настан да не беше 27 април, не ќе дојдеше до ова. Тоа што кој дојдовме. Но дај Боже, јас сакам да биде окей. Верувајте ми, не сме тие што сакаме да ставиме масло на оган или бензин што велите. Кој сака? Најмалку јас или моите најблиски сите македонци. Ние сакаме мир. Но пак ќе речем, амбасадоре, немаме гаранција. Не можам ја да речам, ние не сакам да го натерам овој пријател албанец да ја сака, али да ја почитува држава како своја татковина. Тие денеска се уште не ја чувствуваат Македонија како своја татковина. Ако направите сондажа, тие се уште со телото си Македонија, со душата се у Тирана. Како ќе градиме? Ви имате алжирци, имате мароканци, имате многу националности, меѓутоа живеат у Париз, у Франција. Ама меѓутоа тие мора за Франција, ако не, аут, ќе ги избркат од Франција. И тие се родени во Франција.
Простете, мораше пошироки за токму како да градиме доверба кога ги имат поголемите права отколку алжирците, мароканците, простите ми, или турците во Германија, како што имат албанците тука. Il faut que les Треба citoyens граѓаните de Macédoine во se Македонија réconcilient да avec се eux-mêmes. помират самите И- меѓу себе. Ce que vous dites Ова што вие го montre велите, qu'il y знаете, a un покажува très дека grand chemin има еден голем à пат franchir кој pour, што треба да се pour помине, certains. барем за одредени On ne peut pas faire de лица, procès d'intention à ces concitoyens затоа што не dont може la да се voix водат dans процеси les против élections граѓаните est égale à la поради vôtre, нели en некои disant изборни qu'ils n'aiment резултати pas кои што се со leur иста pays. тежина и да велиме дека тие не си ја Il y a сакаат plusieurs земјата, formes затоа што има d'amour de повеќе son форми pays. на љубов кон земјата. Il y a plusieurs formes de Имате patriotisme. повеќе форми на патриотизам. La Macédoine est un Но pays très très Македонија е particulier. Et навистина посебна il est земја sûr qu'il и y a јасно е дека un patriotisme има macédonien македонски à патриотизам consolider кој што треба да се et зајакне peut-être aussi Но исто à така réinventer. и повторно ceux да се qui, открие. Зошто? Sentent Затоа што leurs оние origines кои што culturelles, навистина linguistiques имаат différentes, навистина se јазични или reconnaissent културни dans le toit, корени поинакви, sous le сепак toit треба macédonien, да си го најдат своето место под македонскиот comme leur кров, maison, prête à la défendre et како prête и à l'aimer. нивната куќа, која што мора и да се одбрани и да се сака. Et bien sûr, c'est pas les accusations et Со les procès обвинувањата, d'intention тоа нема, qui vont, или со зголемување на faciliter тензиите, нема да les го choses. постигнеме тоа. Et on ne peut pas penser Не може да que ce pays размислуваме va se дека оваа земја consolider ќе се зајакне si Ако on dresse une постојано communauté contre une autre. ги спротивставуваме една заедница против друга. Après, il y a beaucoup de Потоа choses à inventer. има многу работи Et кои je што pense треба qu'il y да a се inventé откријат, des знаете. ponts. Например, треба да Moi, се je vous откријат dirais très, très начините за да franchement се sur les изградат questions мостови. Јас ќе linguistiques. ви Je parle кажам aussi дека за avec les јазичните amis прашања albanais. многу Et зборувам je и leur со dis, bon, je албанските comprends très bien пријатели. que vous aimiez Им votre велам langue дека et ја votre разбирам culture, нивната c'est љубов normal, кон c'est la јазикот и culture de културата, votre затоа mère што ou- et тоа de е votre père. нормално, тоа е културата Mais на il вашата faut- мајка и il на faut вашиот bien sûr татко, qu'il y ait но une треба langue commune да постои заеднички de јазик communication за dans un комуникација pays- во dans un земја pays, uni. Et donc, која што е comment faire унитарна. pour que- И како да направиме comment тогаш faire pour que chacun За да puisse секој може se reconnaître dans une langue de communication commune. да се препознае во еден заеднички јазик на комуникација. Тоа е вистинското прашање кое што си го поставуваме и се разбира дека не ми останува на мене да ги дадам одговорите. Тука е потребен добар министер за образование кој што ќе го води тоа. Sans récuser le développement Без des на cultures вистина да се продлабочува јазот помеѓу културите и заедниците кои што се составен дел од оваа земја. Јас би сакал да размислуваме повеќе и кај двете страни, но и кај другите заедници кои што се составен дел од Македонија, затоа што често забораваме дека ги имаме и турците, србите, власите, како да се истакне сето тоа кој што е вистинско богатство, но исто така и посебна одлика за Македонија. Оние кои што ја сакаат Македонија, кои што ја почитуваат и мислат дека го има нејзиното место во Европа, ја сакаат поради таа специфична одлика и на крајот секогаш нели успевате да се согласите, дали преку разумот или преку љубовта, да ја зачувате оваа земја. И јас мислам дека било која влада која што се подготвува да дојде на власт треба да го подготвува тој заеднички живот, а тој заеднички живот се подготвува со мнозинството и со опозицијата во собранието. Инака, знаете, нема лекции да ви давам затоа што нашата историја е исто така сложена, но и денешната наша историја е сложена затоа што и ние имаме со млади кои што доаѓаат од демиграцијата, затоа што сепак е поразлично, затоа што албанците се од секогаш кај вас, а ние имаме проблеми во однос на националниот идентитет. И денес, во современиот свет, доста се комплицирани работите за навистина да се добијат национални современи идентитети,
Од друга страна, имате луѓе во сите наши земји кои што доаѓаат од секаде да се најдат во тоа. Навистина јасна ни е која е потешкотијата, но кај вас е малку поразлично. Имате тука вие вистинска шанса затоа што вашата земја е земја на прекрасни цркви од Охрид, но исто така и шарената џамија од Тетово, во кој што луѓето се приврзани до нив, затоа што тоа е дел од вашето минато. И навистина може би во иднина вас ќе ви биде многу полесно да изградите позитивен идентитет од нас, кои што во моментот се уште пречекуваме. Млади, кои што доаѓаат од Африка, кои што доаѓаат од Средниот Исток и кои што ќе треба да си се пронајдат во францускиот патриотизам. И тоа е многу комплицирано, но не се откажуваме. Значи имаме мали реклами, един не те молам, само првиот блок реклами. Имам доста пораки, нема да ги пречитам прашањата на гледачите, ама преку 150, така. Но ве молам, ќе имаме пократки одговори за да можам уште некои сет прашања. Добро, ќе ме поканите тога за да. Нема проблем. Меѓутоа не сте задоволни да одговорите, бидам искрен. Тоа е јавното мислење, затоа јас да. Затоа ќе ве молам, вториот имаме реклами, се враќаме, имаме директни прашања кои се суштествени за актуелните збидувања. Одиме со реклами и се враќаме во студиото. Јас сум Слободан Томич. Ќе бидам со вас секој четврток од 17 и сабота од 11 до 12 часот на радио Слободна Македонија. Да го слушнеме и вашиот глас во Народниот парламент, гласот на народот, на радио Слободна Македонија. Интересно е главето и ви благодарам за вашите пораки, вашите јавувања. Еве реков дека ќе се обидам да поставам прашања кои исто така ви засегат. Ваша ексцеленцијо, дали имате вие јуда во вашата држава? Секоја држава си има по еден јуда. Предавници. Не го разбирам прашањето. Предавници. Non, il y a des... Entre Français, on ne s'appelle pas traître, on s'appelle citoyen, concitoyen. Предавници, туку граѓани, сограѓани. А тие што ја издаваат националната интерес? Et ceux qui vendent l'intérêt national. Државата? Nous n'avons pas ça chez nous. Го немаме тоа кај нас. А како се начинаше 1878 за француската револуција, тој што ќе предаде Франција, што му следуваше? Што му следуваше? Qu'est-ce qu'il a subi celui qui a trahi? Alors, vous savez, c'est une période extrêmement lointaine. Тоа е толку далечен период. Et nous avons mis à peu près 120 ans pour nous réconcilier. Потребни повеќе од 120 години да се помириме. Entre Français qui s'appelaient mutuellement traîtres, помеѓу французи кои што се нарекуваат тогаш предавници, кои што беа блиски до кралевите, а другите кои што беа предавници на републиката, не успеавме да се помириме. Меѓутоа предавници е предавник, така? Во текот на војната 1914 година. Ваша ексцеленција, што да ве прашам. Дали во Македонија амбасадорите доаѓаат како видовити, како визионери, како Нострадамуси? Искрено ме прашам. Македонија како да добива се повеќе Нострадамуси? On a l'impression que la Macédoine a de plus en plus de Nostradamus. Alors, d'abord, Nostradamus est un très grand succès de librairie. Depuis 1559, la publication des Centuries. Nostradamus на вистина е толку вешта публикација и барана низ книжарниците веќе оддавна. Malheureusement, personne ne s'accorde sur l'interprétation de ce да направи толкување на тие книги. Толку денес се чита повеќе како поезија. Il arrive que les ambassadeurs soient des poètes. Понекогаш амбасадорите да бидат поети. En général, nous séparons имаме други активности. Еве, значи ова е прашање морам ветив на гледачите, да гледачот и на фанот на Гласот на народот дека ќе го прочитам. Вели кога си дозволуваш стратешки партнер да го наречеш непријател, и пишува прашалник извичник, а претходно си му правел несмесни визи под наводници, кои денес гледаме дека не биле случајни,
навреда, туку план. Не можеш после да се лутиш што македонците се помалку ти веруваат во добронамерноста на партнерството, взаемната почит, идејата за заедничка еднина, втемелена врз цврсти вредности и принципи кои ми ја продаваш. Значи, мора се гласот на народот, мора да ги чита. И вели гледачот, 2009 година, Урлике Марија Кноц, исто беше амбасадорка на Германија, дојдена во Македонија и беше во гласот на народот. Урлика Марија Кноц вели вака, во 2020 ќе бидете членка на Европската Унија. Затоа вели како предвидувач, како Нострадамус. Ќе имате ново име, Северна Македонија. Владата ќе биде составена од партија со име Нова Македонска партија, во која членови се албанци и македонци. Во болдирана ситуација, албанското население ќе го зборува македонскиот јазик, што е случај и денеска. А македонците ќе го зборуваат албанскиот јазик, што ќе го учат уште од детска градина. Вели гледачот, мислам дека ова е убава визија за земјата, односно не надреална, не утопија. Може да се направи пред 2020 ако се работи на политички план. Пардон, ова го кажа господјата амбасадор на Германија 2009 Урлике Марија Кноц. Значи, од таа дистанца 2009, сега сме 2017, колку му даје? 8 години. Значи, еве вистински гатач, односно предвидувач. Молам и ова, ве молам да прочитам, нема да го почитам гласот на народот. Истиот гледач, вели 2017 Кристине Алтенхаузер, тоа е актуелната германска амбасадорка, вели колку поголем непријател, толку поголема чест за мене, под наведници. Остана нејасно дали под ова, прашува гледачот, непријател се подразбира само председателот, државата која тој ја представува или народот, на кого и да мислела, не дипломатски, подеднакво е трагично навредливо. И конечно, гледачот вели, во 2017, тоа пред некој ден, председател Ѓорѓе Иванов вели, треба да не загрежи квалитетот на дел од дипломатите во Република Македонија. Да, ама не само да не загрежи, туку и ние да преземе нешто, ваквата пракса да се промени. Значи, ова да го испоштувам тоа што гласот на народот го испрати, еве ви дадов еден колорит на реакции, дека господјата Урлике Марија Кноц, која пред 7 години ја преслика, ја предвиди ситуацијата, како реков Нострадамус или Баба Ванџа, да речам, позната видовита, дека Македонија веќе наликува во овој формат со тиранската платформа. Ваша екселенцијо, дали се тоа ова што нам ни се случува оди по сценариото што Урлике Марија Кноц ни го предвиде 2009 и денес ќе имаме тиренска платформа. Имаме ова што се случува, бараме редефинирање на државата, оведување на албанскиот јазик низ целата држава. И што да кажам, веќе ова постои, не е нешто измислјатина. Il y a énormément de choses dans ce que vous venez de Има многу citer. работи во она што вие го цитиравте сега. Moi, je ne suis pas Nostradamus. Знаете, јас не сум Нострадамус. Не реков, меѓутоа, коментирате го. Et je ne peux pas commenter les не visions можам да коментирам визии d'un pays на qui n'est колешка pas le mien. од друга земја која што не е мојата земја. Излезете од Je ne форматот connais pas- амбасадор. et je ne- les ambassadeurs ne se Знаете, commentent pas амбасадорите не се коментираат меѓу себе. entre eux. Ce qui m'intéresse le plus Она што ме dans sa интересира prévision, многу повеќе во c'est незиното certainement предвидување може би de la влезот Macédoine dans l'Union на européenne en Македонија во 2020. Европската Унија во 2020-та кога Дека ќе вели. биде Voilà, тогаш. je crains que nous ayons pris un peu de Мислам дека retard. малку задоснивме Et со ça me тоа. paraît И ми l'aspect le се plus чини intéressant дека тоа de може sa би prévision. најинтересниот аспект од незиното предвидување. Et ça me semble И ми се чини un bon résumé du temps perdu чини depuis како 2009. добро резиме од изгубеното време од 2009 постојано се губи време. Les questions А потоа, autres qui sont прашањата liées, кои што се поврзани je околу ne тоа, peux pas en dire plus, не може да кажам било parce што que повеќе c'est затоа што des prévisions ou тоа се des- предвидувања ou
ou des impressions Или импресии, qui sont réellement peu кои што реално кажано pertinentes sur може би не aujourd'hui. се релевантни Vous денес. savez, il y a un proverbe français que Знаете, j'aime има bien. француска поговорка et qui која dit, што јас милувам да ја si ma кажувам. tante en avait, on l'appellerait mon oncle. И ако која што на вистина велиме дека ако се уште постоеше мојата тетка, сега ќе ја нарекувавме мој чичко. Но кој не Друго сум. имаме ние, па балкански ме Proverbe. посочна, но нема да On a encore un proverbe encore plus intéressant dans les Balkans que je ne vais pas dire. Je vous en prie, monsieur l'ambassadeur. Ја не сум, реков, милион пати ќе повторам. Никому не сум, нема да видам адвокат. Je ne vais pas être Адвокат сум l'avocat на de qui моето que ce soit семејство parce que je и suis на мојот l'avocat народ, de ma famille et de mon peuple. каде што му прибаѓа. Секој што направи ова држава, од првиот ден на независноста до денеска, за сите добри дела треба да се пофали, а за лоши дела да се критикува или да одговара. Кој да е? Значи не може да биде двоен стандард за никого. Конечно, моето прашање, Груевски Никола, според јавното, експертската јавност, даде еден, направи, вие сте, реков и прошлиот пат, минатиот пат, вие сте членка со, со Медитеранската унија, кај што имате интерес. Тоа се државите од Северна Африка, нафта, и прочемни држави кај што бевте доминирани, бевте во тие држави, дефиниравте култура, традиција и се тоа. Значи никој нема да ви оспори и да даде право зашто сте членка на Медитеранската унија. Тоа е ваше право. Значи Македонија има право да биде пријателска држава со земјите од БРИКС, да го поддржува патот на свилата и се тоа. А преди се да биде членка на Европска унија, каде што припаѓа. Конечно, дали ова што се случува на Република Македонија, прашува народот, ја го пренесува, е тргањето на Груевски Никола и неговиот тим, затоа што создаде главоболки и на Европа, и на поголемата сестра, преку барата, зборам на администрацијата на Обама и на Хилари Клинтон, значи Бушовата администрација, а тоа е патот на свилата. И конечно промена на името на Република Македонија, како што видовитата амбасадорка Урлика Марија Кнуц ја спомна Северна, некој вика Горна и така натаму. Но ако го мениме името амбасадоре, ние не сме тоа што сме биле. Еве, тоа нека биде еден коментар ваш, ви дадов, ве молам, инсистирам за одговор. Значи, дали Груевски Никола е тимот што направи ренесанса во изградба, во културно-национална, што ќе влезе историја, за разлика некој Заторков направи друго нешто. Дали е тоа пречката што мора да се трне, албанските партии се земени како алатка од Европската унија, за да ја заврши работата. Бидејќи немат чувство на припадност на народ македонски. Тие со телото се тука, а со душата се кај Дирама, во Тирана. Ве молам, значи дали патот на свилата и промената на името е прашањето што Груевски Никола и ВМРО морале да заминат. За кратко. Pas à ma connaissance. Конкретно кажано, неколку што јас знам. Et franchement, dans toute cette construction, Но сетата таа конструкција која што вие ми ја давате, je ne vois rien воопшто не гледам ништо la base поврзано de nos кој што observations ou de nos analyses sur би ce qui se представувало passe база en Macédoine. за анализа Notre за она што се premier souci, случува во C'est Македонија. la Нашата прва загриженост е stabilisation de cette région. стабилизација на целиот регион C'est son entrée dans l'Union и européenne нејзиниот влез во Европската унија. dès lors que les conditions auront Откако нели ќе rempli. бидат исполнети сите C'est-à-dire неопходни une услови, vie тоа démocratique значи демократски normale. живот кој што е нормален Et d'autre Non. part, son intégration и нејзина dans l'Alliance Atlantique, qui интеграција est во certainement un aspect de НАТО алијансата, која што е Alors, en сепак revanche, своевиден cela- аспект за стабилизирање на ce dernier односите. point ne plaît И за pas à оваа tout le monde. последна точка може би на сите не им се допаѓа, Et но beaucoup sont prêts à mettre de l'huile sur le feu и многумина се спремни да додаваат нели бензин на pour огнот, retarder votre за chemin sur да се ces закочи deux вашиот points. пат во Mais кон je тие две pense beaucoup que les насоки. Macédoniens Но sont мислам très дека sages македонците се многу мудри, et que malgré И toutes дека и покрај les tentations, ils savent où ils сите vont. обиди, точно Ils savent знаат qu'ils каде doivent сакаат vivre да одат, ensemble. знаат дека мора Ils да живеат savent заедно, aussi quelles но sont и les знаат exagérations
и кои се мешањата од надвор, Ils savent aussi но и que, знаат исто comme така, le disait notre président како што Mitterrand, le велеше и nationalisme, нашиот c'est la guerre. председател Митеран, национализмот значи војна. Et donc, il И ne faut surtout pas jouer македонците добро го знаат avec тоа ce и затоа sentiment. воопшто не треба да се игра со тоа чувство. Et je dois dire И que ќе кажам исто така, j'ai parlé il n'y a pas longtemps avec Дека. un dirigeant albanais. пред скоро време J'étais разговарав très со албанскиот политичар, surpris раководно лице и бев навистина de мощно l'entendre изненаден dire que кога слушнав il fallait que cette génération Дека треба. d'aujourd'hui оваа денешна генерација passe du combat révolutionnaire да et помине nationaliste од револуционерна и à националистичка celui борба de l'amélioration кон réelle des conditions de vie. реално подобрување на животните услови Et во que овој c'est la регион. seule chose qui И permettrait дека aux тоа е jeunes, единствената можност која што ќе има возможи на младите, без разлика дали станува збор за македонци, албанци и други, да останат во својата земја, затоа што тоа првото право кое што треба да го имаат сите, да можат да живеат, да работат и да ја градат собствената земја. Целата оваа политичка криза, која што предолго траеше, беше навистина огромен негативен ефект за иднината на самата земја. Затоа што и на долгорочен и на краткорочен план последиците се огромни, затоа што младите се уште заминуваат од земјата. А вие многу добро знаете, првата работа која што треба да ја направат политичарите овде е не да се навредуваат меѓу себе и да се нарекуваат предавници едни против други или да имаат морбидни амбиции, тука првата работа е да можат реално да почнат да работат за подобрување на секојдневниот живот. Дали ќе го сменат името? C'est pas de moi que ces Ама, choses не треба dépendent. мене да ме прашувате, затоа што Il y тоа не a зависи des од мене. discussions internationales, comme vous Има savez, меѓународни sous, преговори кои што се водат, како што и l'égide самиот des знаете, Nations Unies. под покровителство на Обединетите Elles sont нации aujourd'hui и au point mort. plus ou денес е moins. на мртва точка, ако може Et така да се c'est каже. regrettable, car tout И le monde тоа е sait за жалење, que, затоа што сите la question знаат du nom дека прашањето bloque, за името la Macédoine ја блокира Македонија sur ses chemins. на незините патишта. Et donc tout le monde И espère сите que се les надеваат deux parties qui sont les parties prenantes dans cette дека сите засегнати страни за ова прашање ќе бидат разумни и ќе најдат d'un compromis пат кој што ќе не однесе до компромис или договор. Et moi j'ai des amis bien sûr Јас en имам Grèce du Nord. пријатели во северниот дел на Грција, но имам исто така и околу Битолскиот регион пријатели и Et ils attendent Сите bien тие sûr, pour le очекуваат développement régional de pouvoir за passer à un бенефит moment на où регионалниот il y aura развој, des bénéfices communs да се надмине тоа прашање et où cette во affaire заеднички интерес на сите sera réglé и au nom de l'intérêt да се européen, de реши l'intérêt тоа macédonien. прашање во интерес и на Европа и на Македонија и во интерес на сите. Затоа што уште еднаш ќе кажам на таа тема, има луѓе кои што сепак се уште долеваат бензин на огнот, затоа што се задоволни со состојбата да биде блокирана, затоа што има кинеска поговорка која што вели во бистра вода рибите не наоѓаат храна, а во оваа состојба која што е матна, многу луѓе најдоа храна. Malheureusement, pas le peuple. И ја Но, за жал, разбирам дека народот во не. матно се фаќаат, се добиваат големи капиталци. може- Само најкратко, значи ли тоа вемо Иска се да види дека јас. ова коалиција од 4 албански партии и СДСМ треба да го заврши проектот, а тоа е промена на името и да се заврши конечно оваа ситуација. Според планот на Европската унија и големите сили. Да, тоа е голем грант даден, мислам, ќе речам грант под наводници, поддршка, бидејќи никаде никогаш не добиле поддршка за мандаторот која добил победникот од Европската унија, од Могерини, од Хан, од сите, мислам за Груевски, а овде уште не стана ни премиер, он со мандатор, стигна од сите страни честитки и поздрави. Конечно, дали ова коалиција треба да ја заврши таа зацртана агенда? Не мора да ми одговорите и ако молчите. Si je veux vous répondre. Говорам. C'est certainement pas nous qui faisons les agendas.
Не сме ние тие кои што ги правиме агендите. Et l'expérience, hélas, Искуството montre que покажува les discussions дека diplomatiques durent дипломатските parfois дискусии plus que les понекогаш coalitions. траат подолго од коалициите. Ја ќе ставам да ве поздравам, бидејќи ова емисија оди на YouTube. Je vais me lever vous saluer. Тоа што ви благодарам, бе што бевте наистина джентлмени, ги прифативте сите овие прашања што беа острестрели од гласот на народот. Му благодарам и благодарам на Жаклина Поп-Ангеловаc за прекрасниот превод и Дине Вучков ти благодарам многу и прости навлегов 3 минути повеќе од предвидениот термин. Почитувани, тоа беше неговата екселенција Кристијан Тимони, прв човек на француската амбасада во Република Македонија, вистински дипломат во вистинска смисла на зборот, значи не во ракавици, му ги прифати као вистински джентлмен сите прашања што вие ги упативте, со мојата маленкост да ја пренесам. Бите ми живи и здрави, гледајте на YouTube каналот. Слушајте не на оваа фреквенција. Ова беше Гласот на народот. Јас Слободан Томич, автор и уредник на емисијата Гласот на народот, Радио Слободна Македонија. Денеска е сабота, 20 мај 2017. Пријатно. Јас сум Слободан Томич. Ќе бидам со вас секој четврток од 17 и сабота од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Да го слушнеме и вашиот глас во Народниот парламент, Гласот на народот, на Радио Слободна Македонија.